Добре во новата епизода на I'm Scared. Денес ќе вработуваме смртта на еден од непознатите сликари на сите времења, смртта на Винсент Ван Гог. Верувате, ова епизода е енигматична како самиот негов живот на Ван Гог и мислам дека не треба многу да го влачиме, мислам дека мораме веднаш да се пуштиме во содржината. Верувате, ова епизода ќе биде многу интересна. Винсент Вилем Ван Гог е роден на 30 март 1853 година во Зундерт, Холандија. Тој беше најстарото преживено дете на Теодорус Ван Гог и Ана Карбентус. Винсент на крајот би имал 5 помлади браќи и сестри. Единствена со кој што формирал најблиска врска бил неговиот брат Тео. И покрај добрите оценки Винсент го напушти средното училиште да дипломира. Пред да дипломира. На 16 годишна возраст тој започна својата уметничка кариера како чирак кај Гупил и Сие, меѓународна фирма за уметност каде што неговиот војко бил партнер. Винсент прво работа за Гупил во Хаг, потоа во Лондон и конечно во Париз, каде што бил отпуштен од компанијата во 1876 година, 2 дена по неговиот 29 роденден. Во 1881 година, по 5 години скитање низ Европа и барање работа што не му одговарала како што е проповедник, Винсент се вратил кај своите родители кои се грижиле за недостатокот на насоки во животот на нивниот син. Тео, кој исто така отиде да работи кај продавач на уметност Гупил и син, но се искачи за да стане менаџер, започна да му испраќа пари на својот постар брат без работа. Во следните неколку години Винсент се сели привремено, но подоцна ќе се врати кај родителите дома. Што можеме да заклучиме од овие два пасоси? Значи, Винсент Ван Гог него довршил средното училиште, затоа отишол да биде уметник во фирмата каде што неговиот војко бил партнер. Потоа бил отпуштен од компанијата во 1876 година, по неговиот само 2 дена по неговиот 23 роденден. Потоа 5 години ќе талка низ Европа, ќе бара некоја работа што највеќе му одговарава, но сепак нема да најде. И можеме, мислам, дека да продолжиме за да ги согледаме сите факти. Во 1884 година Винсент, сега во своите 30 години, сакаше да почне да му враќа на Тео за целата поддршка што му даваше во текот на годините. Винсент започна да ги испраќа своите слики до Тео во Париз за да ги продаде. За жал, работата на Винсент не беше она што го бараа жителите на Париз. Така, значи сега за да на некој начин за да му врати на брат му Тео за се што му помогна во претходните години, Винсент Ван Гог почнал да му праќа неговите слики со цел Тео да ги продаде во Париз, но сепак не било така како што Винсент очекува и тие слики не се продавале толку добро како очекуваното. Во текот на следните 5 години се чини дека животот на Винсент повторно беше запатен од глупости, бидејќи започна неуспешен уметнички колектив и го продолжи номадското живење во Европа. Во овој период, сепак, стилот што сега се поврзува со Винсент почна да се формира. Тоновите користени во неговите слики почна да осветлуваат. Тој го разви својот карактеристичен стил на користење кратки подези за четки, се пресели на посветли, пошарени теми, како што се портрети, често автопортрети и градски сцени. За жал за Винсент, напредокот на неговата уметност се случи во време на паѓање на неговото ментално здравје, кулминирајќи кон крајот на 1888 година, кога Винсент слободно си го отсечи убото и го заветва како подарок за сексуална работничка, следниот ден по оваа му вничала случка. Винсент беше пример во болницата каде што остана до почетокот на 1889 година. Во следните неколку месеци Винсент се бореше со своето ментално здравје, на крајот се одјави во психијатриската болница во мај. Значи, мислам дека како што повеќе од вас знаете, неговата најголема инспирација дошла кога бил сместен во психијатриската болница, затоа што се борел со менталното здравје. Таму нацртал многу познати дела и тие сега ќе ги прочитаме, мислам дека не треба да зборам за џабе. Во следните неколку месеци Винсент се бореше со своето ментално здравје, на крајот се одјави од психијатриската болница во мај. За време на едногодишниот престој во болницата, Винсент направи некои од неговите најпознати ремек дела. Во неговата прва недела таму тој започна да ги слика и рисите во градината на болницата. Додека Винсент ги сметаше сликите само за студија, Перуника се смета за едно од неговите најиконски дела. Звездената ноќ, сега едно од најпознатите слики во светот, го прикажува погледот од прозорецот во болницата, зачинет со имагинацијата на Винсент. Во јануари 1890 година, Тео и неговата сопруга го добија нивниот прв син, Винсент Вилем Ван Гог на светот. Именуван по војкото на доенчето. Винсент им испрати својата позната слика Цветот Бадеми од болницата како подарок за неговиот нов внук. Додека бил во болницата, Винсент направи околу 150 слики и до 1890 година неговата работа конечно била изложена и добила позитивни критики. Да, се надевам дека ќе успее Ван Гог и така и било.
Откако беше отпуштена од душевната болница во мај, Винсент се пресели во Овер-сур-Ои, област од други уметници недалеку од Париз, што му возможи лесно да го посети семејството на Тео во Париз. Во една таква посета во јули, Тео му каже на својот брат дека размислува да започне собствен бизнис. Ова вест многу го вознемери Винсент, кој не само што се чувствуваше како товар за неговиот брат, кој се уште го поддржуваше Винсент, туку и беше загрижен за влијанието на тоа што Тео ќе го преземе овој риск врз собствените финанси. Така, значи, Винсент Ван Гог цело време бил загрижен за неговиот брат и мислел дека му бил товар затоа што Тео му помогал финансиски во сите работи на Винсент. Потоа неговиот брат Тео почнал бизнис и тогаш Винсент уште повеќе се замислил и рекол јас сум товар на мојот брат, морам да си најдем работа. По ручекот на 27 јули 1890 година Винсент го напушти Равоин, каде што представуваше во Овер со својот штафелај и резерви за сликање. Беше топла вечер, па гостилничарите и гостите ужива на вечера надвор позади сонцето кога се врати Винсент. Тој помина покрај гостите без да каже нешто и работите што ги понесе со себе не беа до него, исто така јакната му била закопчена до крај и покрај топлината. Го стегна стомакот и куцал по скалите до својата соба. Густав Раво, собственикот на гостиницата, отиде да го провери Винсент. Уметникот беше заветкан во својот кревет и кога Густав го праша што работата, Винсент одговори: "Јас се повредив." Ја крена облеката за да открие дупка од куршум под неговите ребра. Ова е централната случка што ќе вработуваме денеска. Значи, на 27 јули 1890 година Винсент Ван Гог се вратил негде и поминал покрај гостиницата кај што бил сместен горе ванот. Поминал тука без да каже ништо, се фатил за стомакот и куцајќи се качил по скалите горе. По некој време Густав Раво, собственикот на гостиницата, отишол да провери Ван Гог да види дали е се добро со него. И тогаш Раво открил дека Ван Гог бил ранен во стомакот со куршум. Тео пристигна планетот на 28 да го најде Винсент во кревет како пуши. Винсент Ван Гог почина нешто после поноќ. Неговите последни зборови што ми кажа на неговиот брат биле: "Сакам да умрам вака." На само 37 години животот и кариерата на Винсент завршија, оставајќи зад себе речиси 1300 уметнички дела на хартија, а повеќе од 850 слики без обдукција досега. Точната локација на завршството никош не е идентификувана и 5 часа помеѓу времето кога го напушти ванот и кога се вратил без да каже. Така, значи, не се открило никош, точно не било официјално на кое место се случило тоа што се случило со Ван Гог. Тој зад себе оставил 1300 уметнички дела и повеќе од 850 слики и мислам дека сега е вистинско време да влеземе во теориите за тоа што се случило со Винсент Ван Гог. Мојата прва теорија е дека Винсент беше проблематичен гений кој се застрелил во поле со пченица. Според Аделин Раво, тогашна 13 годишна ќерка на собственикот на гостиницата Густав, таа рекла: "Винсент отиде кон полето со пченица каде што сликаше порано. Поплане како што разбу татко ми. Винсент се застрелил и се несвести. Насекаде го бараше пиштолот за да се доврши, но не можеше да го најде. Потоа Винсент стана и се искачи по редот за да се врати во нашата куќа." Можеби никој не беше потврд за оваа теорија од самиот Винсент. Сведоците се сеќаваат на Винсент велејќи: "Се повредив на нивата, таму се застрела со револвер." Тој категорично рече: "Не обвинувај никого, јас сум тој што сакаше да се самоубијам." Сведоците сепак рекоа дека Винсент изгледа збунет додека лежал на смртна постела, одговарајќи на полициско прашање. Полицисите го прашале дали имаш намера да извршиш самоубиство, а тој одговорил со: "Мислам дека да." Винсент исто така во минатото морбидно се го шегуваше за самоубиство. Тој еднаш му рече на Тео дека цитирам: "Ќе си пука во глава." Ако некојаш почувствува дека му бил товар или непријатност на својот брат, може ли неговиот страв да го комплицира животот на својот брат, да го натера да се убие на едно жешко поплање? Значи, така првата теорија е дека Винсент Ван Гог се самоубил и ќерката на газдата на гостиницата рекла дека тоест Винсент рекол на незе дека отишол во полето со пченица, тој Винсент се пукал и сепак уште бил жив, сака да го земе пиштолот уште еднаш да се пука, но сепак се предомислил и се искачил по редот и се вратил во тргнал по патот кон гостиницата. Тука се наведува дека тоа што го кажа преска дека имал грижа на совест дека му бил товар на неговиот брат кој што го издржувал финансиски, затоа се самоубил, ама станува да видиме. Иако оваа приказна е она што Винсент наведум сакаше да ја слушне светот
има некои очигледни дупки во неа. Прво, Винсент беше застрелен во стомакот под ребрата, што е чудна позиција се заземе ако цели кон срцето. Дополнително, фактот дека Куршумов не излегува телото на Винсент сугерира дека имало некој растојание помеѓу Винсент и пиштолот. Повеќе растојанието кој што можеше Винсент да достигне самостојно. Исто така, сумнително е што навамно Винсент го испуштил пиштолот толку далеко од дофатот, што кога дошол до него не можел да го најде за да заврши работата. Уште повеќе, ако тој навистина се несвестил со часот кога се застрелил, неговата рана ќе беше многу покрвава што беше кога се вратил во гостиницата. Овие факти само што ми прочитам, мислам дека ќе не оддалечат од оваа теорија дека тој се самоубил. Имено тој како се вели, нели, бил застрелен под реброто, значи тој ако сака да се самоуби ќе се пукал или во срцето или во главата. Исто така куршумот на Винсент останал во него, што сугерира дека некој пукал далеку, затоа што он ако пукал самиот, ќе мислел дека куршумот ќе излезел многу веројатно. Исто така, нели, сумнително е тоа што пиштолот, тој сакал да го земе пиштолот, но не бил во негов дофат. Нели, ако се пукал самиот ќе бил до него и ако сакал да се доврши, нели, ќе го земел и ќе се пукне повторно. Овој факт мислам дека горе-доле мене искрено ме оддалечува од оваа теорија, нели, од оваа теорија дека Винсент Ван Гог се самоубил. Освен што е тешко да се објасни балистиката, никој не знае каде Винсент би го набил пиштолот. Револверите биле многу ретки во тоа време и никој не би признал дека продавал или позајмил пиштол на Винсент. Следниот ден никој не можеше да најде пиштол каде што Винсент наводно го направил делото. Се чини дека и целата сликарска опрема на Винсент исчезнала. Се извинувам. Како допълнување на прашањата што физичките докази ги поставуваат, Винсент беше религиозен човек кој го осуди самоубиството, но нарекувајќи го злобно и демонстрација на морален кукавичлук. Во еден момент пред неговата смрт тој дори рече: "Наистина не мислам дека сум човек со такви склоности, мислам дека никогаш не би се самоубил." Тео исто така не даде докази дека Винсент планира да се самоубие, немаше белешки за самоубиство, туку нацрт писма на неговата работна маса што сигурно не сакал никој да ги прочита. Така со дочитувањето на оваа теорија, мислам дека уште повеќе не верувам дека би се самоубил. Имено Винсент самиот некогаш рекол дека никогаш не би се самоубил и дека и тоа го нарекол како морална кукавичлук. И мислам дека можеме да влеземе во втората теорија и по мене по-возможна теорија. Авторите Најфех и Смит сугерираат дека Винсент бил застрелен од локални момчиња и дека Винсент го штител нивниот идентитет. За почеток време да се вратиме назад за да добиете подобра слика за тоа како бил животот на Винсент во Оверс. Тој беше познат како ексцентричен и кога ќе му придеше на луѓето на улица да ги праша нешто, тие често бега од него. Неговиот изглед ја влошуваше ситуацијата. Тој имал бушава коса, валкана облека и како што знаете со исечен уво. Како што често се случува, научните насилници беа тинеџерските момчиња. Тие се препарале дека се добри со уметникот за да добијат неговата доверба, а потоа често знаеле да се мајтапат со него, да фрваат сол во кафето, да тријат бута пипирка со неговата четка, затоа што знаеле дека Винсент имал навика да подлижнува четката пред да почне, и тие исто така ставале змија во кутијата за средства за сликање. Таа уште од сега ми се допаѓа оваа теорија дека тој зашто некои тинеџери сакајќи не сакајќи го губили, тој не сакал да го издаде нивниот идентитет. Исто така се знае дека неколку група момчиња се мајтапале со него и веќе кога може да се мајтапа, зашто да не направи нешто полошо. Тоа е моето мислење и мислам дека треба да продолжиме. Едно од момчињата кои го задевале Винсент беше Рене Секретан, кој рече: "Нашата милена игра беше да го налутиме, што беше лесно." Постариот брат на Рене, Гастон, беше млад уметник кој сакаше да ги слуша приказните на Винсент за парискиот уметнички свет. Винсент свети дека Рене е само нешто што мораше да го задржи за да има пријателство со Гастон. Рене, за разлика од неговиот брат, немаше интерес за уметност, туку уживаше во риболов и лов. Откако го виде шоуто на Бафало Бил за Дивиот запад во Париз, Рене се врати во Оверс со целосна облека од западен стил, во комплет со палто од рап, каубојски чизми, исто така пиштол калибар 0,38. Винсент почна да го нарекува Рене Бафало Пил, погрешен изговор на Бафало Бил поради неговиот акцент, што само повеќе го наводи момчето. Ова е интересно, значи Рене бил еден од момчите што го задевале Винсент Ван Гог. Тој бил на запад и таму се е вратил со облека западен стил.
Исто така Винсент Гог го нарекол Buffalo Bill и тоа би можело да го наводи нели Гастон да го наводи Рене, се извинувам, да го наводи Рене и можеме да продолжиме. Во нивната книга за животот на Ван Гог, авторите Најфен и Смит шпекулираат дека момчијата секретар се расправале со Винсент околу фармата на Бауше Роуд. Може би случајно пукале со пиштол, погодувајќи го Винсент во стомакот. Винсент потоа се вратил назад кон гостиницата каде што покрива за момчињата. Момчињата шокирани од она што го направиле, може би ги собрале прометите на Винсент и побегнале на местото на настанот, уништувајќи ги доказите. Да, ова што прочитав, само што прочитав мислам дека доказ зашто немало никаква трага од некој друг, затоа што тие се собрале, се исчистиле околу нив, исто го собрале прибора за цртање, за сликање на Винсент Ван Гог, и затоа тој се вратил без нив, а отишол со нив. И да. Теоријата е подкрепена со фактот дека повеќе сведоци го виделе Винсент кога го напушта конакот и супата кон селото Шапен во, а не кон полинијата каде што тврдел дека сликал. Тој пат води до место во Ис, каде Рен уживаше да риболови. Можно Рен и неговиот брат се сретнале со Винсент на враќањето во Ис, отишли во блиската фарма, а потоа момчината случајно го застрелувале уметникот. Тоа исто така ќе му лесни на Винсент за да се врати во гостиницата со куршум во стомакот, за разлика од стрмниот долг километарски пат насад од чиничните полиња. Така, значи, тоа патот од селото до гостиницата бил многу пократок, што би му овозможило на Винсент, нели, да се врати и полесно, а патот до чиничните полиња бил многу долг. Ова теорија ќе влести многу работи што не ги објаснува првата теорија за самоубиство. Како што е чудната влезна точка на Куршумов, недостатокот на самоубиствени белешки, зашто Винсент ја земал својата сликарска опрема за да се убие, зашто целата таа опрема и пиштолот не може да бидат пранени и зашто не се застрелил во главата. Така, значи, тоа што кажав, да. Во пресад на погањето, Рене, Гастон и нивниот татко го напуштија градот. Кога се вратил, Рене, кој ретко патуваше некаде без својот пиштол, повеќе го немаше пиштолот. На прашањето за тоа, децени подоцна, Рене рече дека Винсент му го украл. Во 30-те години од минатиот век, кога работата на Винсент почна да добива озагласеност, жителите на градот му рекоа на историчар на уметност дека млади момчиња го застрелале Винсент, случајно дека Винсент ги штити нивните идентитети од страх дека ќе бидат обвинети за убиство. Сепак, главно поради романизацијата на филмот и смртта на Винсент од Ирвинг Стоун во 1934 година и филмот од 1956 година, што следеше идејата Винсент Ван Гог да биде измечен гений кој си го зеде животот, се кристализираше во јавната свест. Така заради овој филм што ја набрав, повеќе си мисли дека тој се самоубил, колку оваа втората теорија, што за мене многу по-возможна, значи многу е подкрепена со докази, првата теорија е многу дупки, како и да е многу тажен случај, тоа што тој имал околу 30 години кога умрел, светот изгубил еден од најпознатите сликари на сите времења, и тоа ќе биде за денешната епизода Are You Scared? Се гледаме во следната епизода, сабскрајбнете, лајкнете и следете на Инстаграм и Твитер. Пријатно!